ова издание. Американските законодавци постигнаа тентативен договор за буџетот за да се одбегне уште едно владино затварање. На свечена церемонија во Скопје подигнато знамето на НАТО. Трка на разголени среде зима низ Вашингтон. Останете со нас. Ќе ви кажеме повеќе. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Ньюслеш на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски. Конгресните преговарачи постигнаа тентативен за финансирање на владата. Со цел да се избегне уште едно владино затварање на крајот од неделава. За сега нема детали во јавноста, но конгресни извори велат дека договорот вклучува и 1,4 милиарди долари за изградба на жичена ограда во должина од 88 километри. Со месеци председателот Трамп бара 5,7 милиарди долари за изградба на ѕидот со Мексико. Постигнатиот договор меѓу конгресните преговарачи треба да го потпише председателот за да стане закон и стапи во сила. А сега го вртиме погледот кон веста број 1 во Македонија, каде на свечена церемонија денеска во Скопје беше подигнато знамето на НАТО. Премиерот Заев истекна дека нема повеќе блокади, крајна цел е европеизација. Деталите од Владимир Мирчевски. Знамето на НАТО денеска се вее пред зградата на владата. Свечената церемонија на кревање на заставата на Алијансата, на која присуствуваше безмалку целиот државно-владин врв, пратеници, представници на судската и обвинителската власт, поранешни премиери, следи по потпишувањето на протоколот за пристапување на Македонија во НАТО, што е чекор од полноправно членство во Алијансата. Успеавме од споредниот балкански колосек, на кој чекавме со децении, се вративме на главниот автопат кон Европа. Можеме сите да бидеме горди што го живееме новото време. Видливо беше отсуството на председателот Ѓорѓи Иванов. Од неговиот кабинет информираат дека шефот на државата воопшто не бил поканет, додека владата го тврди спротивното, дека покана била пратена. На церемонијата го немаше ниту врвот на опозицијската ВМРО ДПМН, а не дојде ниту поранешниот председател Бранко Црвенковски. За гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски. Ситуацијата во Венецуела е напната и предизвикува различни реакции од САД и од Русија. Вашингтон врши притисок врз Николас Мадуро додека Русија ја поддржува неговата влада. Игор Тиканенка изнесува некои од причините за реакциите на Русија. Прв дел од серијата за Венецуела што стана жешка светска тема. Лошото раководење на државата и корупцијата на социјалистичките влади на Хуго Чавес и Николас Мадуро ја турнаа Венецуела во сиромаштија, економски хаос и покрај богатството од нафта. Решувањето на хуманитарната криза е важно за целата западна хемисфера. Николас Мадуро е во епицентарот на недозволената трговија во светот, со дрога, злато, оружје, луѓе. Од Агенцијата за бегалци на Обединетите нации вела дека од почетокот на кризата 3 милиони лица ја напуштиле Венецуела. Екзодусот го поттикнале насилствата, но и инфлацијата, како и недостигот на храна и лекови. Во меѓувреме, Русија ја поддржува Венецуела со заеми за да се спречи целосен колапс на економијата и жестоко реагираше на новите санкции од САД спрема Венецуела. Но зошто Русија го прави ова? Затоа што му продава оружје на Николас Мадуро и затоа што руската нафтена компанија Роснефт таму има големи инвестиции. Во периодот од 2006 до 2017 година, Москва на Венецуела е дала кредити од најмалку 17 милиарди долари, со што останала втор најголем заемодавач на Каракас, веднаш по Кина. Некои аналитичари велат дека американските санкции ќе нанесат штета на владата на Мадуро, но предупредуваат дека и народот ќе страда. Во Охрид за време на февруари, месецот на ретки болести, се спроведува кампања Ги запознаваме ретките болести. Се препорачува вложување во едукација на медицинскиот персонал, социјалните работници, учениците, наставничкиот кадар. Мики Трајковски има повеќе. Гордана Лолеска од Охрид е граѓански активист за заштита на лицата со ретки болести. Потикнат од потребата да се слушне повеќе нивниот глас, на нејзина иницијатива се спроведува кампањата Ги запознаваме ретките болести. На разни начини, јавност има можност да се запознае со 28 диагнози, од кои најчесто боледуваат овие пациенти во Македонија и проблемите и предизвиците со кои тие се среќаваат. Јавноста треба да се едуцира, бидејќи не знаеме кога во нашето семејство можеме да
да добиеме да имаме пациент со ретка болест, да научиме да ја препознаваме реткоста, бидејќи поминуваат години кога некоја ретка диагноза ќе е помешана или заменета со некоја диагноза која е многу честа. Лолеска вели дека до пред неколку години и самата не знаела што е тоа ретка болест. Меѓутоа, случај во моето семејство ме натера да почнам да истражувам за ретките болести, така и на некој начин станав граѓански активист. Во рамките на кампањата се вклучија и ученици од Средното економско училиште од Охрид, кои поставија постер презентации во училишните простории. Овие всушност постер презентации кои што се изработени ќе се постираат и на социјалните мрежи и на Инстаграм под хаштагот Show You Are Rare, како хаштаг нели за денот на ретките заболувања. Баравме податоци за информации за тие ретки болести и на крај ги изработивме овие постери. Она што загрижува е што поголем дел од лицата заболени од ретка болест во земјава се деца. Најгорчливиот проблем на пациентите со ретки болести е всушност навремена, точна и бесплатна диагноза. Поминуваат години, толкајки по клиники додека дојдете до диагноза на член од вашето семејство. Инаку во светот постојат околу 7000 ретки болести, од кои само за 250 има некаков лек. Има и пациенти кои се уште не се диагностицирани или нивната диагноза нема име. Во Македонија во регистарот на ретки болести запишени околу 430 пациенти, но според здруженијата таа бројка е дупло поголема, а има околу 40 основни диагнози, од кои само за 28 имало некаков лек. Од Министерството за здравство вела дека со програмата за ретки болести се обезбедува медикаментозна терапија за лицата со ретки заболувања кои се вклучени во регистарот. Зголемени биле и средствата за оваа програма и изнесуваат 380 милиони денари. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. Во Вашингтон викендов се одржа трка во која учесниците беа по долна облека. Иако настанот изгледа како добра забава, каузата е многу поголема. Тоше Огњанов ја проследи трката. Студениот февруарски ден не им беше пречка на 500 претежно млади лица да се разголат и по долна облека да трчаат низ Вашингтон. Тие се вклучија во хуманитарната трка Разголени Купидони, наменета за помош на децата што страдаат од неурофиброматозис, туморно пореметување на гените и нервниот систем. Некои од учесниците облекоа костуми од маскенбал за да се заштитат од студот, но повеќето буквално си ја сватија задачата и се појавија само со по 2-3 парчиња облека на себе. Не се плашам од студот. Само една милја е ке истрчана. Подготовките за студената авантура се одвиваа во локален кафе-бар во центарот на Вашингтон, каде учесниците се загреваа со пијава. Дел од нив, како овие две пријателки, повеќе пати учествувале на трката. Велат дека хуманитарната цел има главен поттик. Се работи за многу добра кауза. На децата им е потребна помош и веќе собравме голема сума. Ракот е ужасен, особено кај децата. Затоа ова е добра кауза. Меѓу учесниците беше и мајка, чија ќерка боледува од генетското пореметување. Таа и незини пријателки имаат тим што го именувале Грейс во чест на ќерката. Многумина мислат дека е само добра забава, но луѓето прават многу повеќе од колку што претпоставуваат. Секоја донација помага за подобри третмани и за лечење. Сакаме за секое дете или возрастен што страда од оваа болест да се најде лек. Организаторите се задоволни од одзивот на учесниците и од поддршката за остварување на хуманитарната мисија. Директорката на настанот исто така се појави во долна облека. До сега собравме $145,000 само во Вашингтон. Сите што сакаат може да донираат до крајот на февруари и да не подржат. Трката на Разголените Купидони во Вашингтон се одржа по 10-ти пат, а во текот на цел февруари исти трки ќе се организираат низ повеќе градови во САД. Организаторите се надеваат на уште поголемо учество следната година. Го гледате Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. Следете не преку Facebook и Twitter. Пријатна вечер. Се гледаме утре.